Овој тим потпишува на француски јазик, но не треба да го разберете јазикот за да добиете општа порака за тимска и напорна работа. На светското првенство во фудбал за глуви, тимовите имаат неколку начини за комуникација. И играат силно како сите. Францускиот голман Митиас Лерој вели дека спортистите во ова надпреварување помагаат да се сменат перцепциите. Навистина е важно. Гордост е да можам да му покажам на светот дека можам да играм и покрај мојот слух, да можам да покажам дека играме убави фудбалски игри како луѓето кои не се глуви и професионалци. Мислам дека посебната врска што ја гледаме меѓу спортистите и желбата или гладта да се направи разлика. И покрај целото внимание што го добиваат на теренот, многу од овие спортисти постигнаа многу и надвор од него. Бројот 5, Грейси Фицџералд од САД, студира на магистарски студии по инженерство за животна средина. Незината соиграчка Кейт Варт играше фудбал, а сега е универзитетски тренер. Луѓето мислат затоа што не можеме да слушнеме, не можеме да направиме се друго реално, единственото нешто што не можеме да го направиме е да слушнеме. Можеме да бидеме исто толку интелигентни, вредни, успешни како и секој друг во светот. Мајката на Вард, Джоан, вели дека Кейт дознала за потенцијалните можности кога се приклучила на репрезентацијата на глуви пред околу 14 години. Таа научи дека може да прави се што ќе посака. Има наставници, адвокати, бизнисмени. Што туку дозна дека и таа има таква иднина. Кейси Кинг е медицинска сестра во сојузната држава Охајо. Кинг вели дека се надева дека незиниот тим може да ги инспирира луѓето да ги надминат сите предизвици со кои се соочуваат. Сите ние се соочуваме со потешкоти во одреден момент од нашиот живот. Единственото нешто што треба да го направите е да продолжите. Понекогаш треба да работите двојно понапорно од другите, но не се откажувајте. Истрајте, ќе постигнете целта. Тимовите велат дека нивната решителност и нивните достигнувања не треба да ве изненадат. Бидејќи единственото нешто што не може да го направат е да слушнат.